Почитувани граѓани на Прилеп, почитуван градоначалник, почитувани членови на Советот на Општина Прилеп, почитуван министер за здравство Венко Филипче, почитувана директорке Смилевска, почитувани доктори, медицински сестри, болничари, здравствен персонал кој што работат овде, почитувана министерка Шахпаска која што сте денеска со нас по повод пуштењето на модуларната болница, почитуван пратеник Талевски, почитувани директори на институциите. Дозволете ми денеска да соопштам дека сме дојдени заедно со министерот за здравство Венко Филипче овде во Прилеп, прво и предимствено за да ја дадеме целосната поддршка на општинските власти, но пред се на здравствените власти, на здравствените работници во болницата, во градот, во справувањето со пандемијата со COVID-19. Секако, тука сме да ги слушнеме и од прва рака и нивните пораки и укажувања за да најдеме најдобри можни решенија на локално ниво, доколку за тоа има дополнителна потреба. Во овој актуелен бран, Прилеп е еден од најпогодените градови и генерално општини во државата. И секое укажување е добредојдено. Во кругот на градската болница е поставена модуларната ковид болница за да се ублажат последиците од овој нов и интензивен ковид бран, како и да се обезбеди соодветна грижа за хоспитализираните пациенти. Во рамките на Центарот за јавно здравје Прилеп комплетно е реорганизиран просторот во микробиолошката лабораторија, а со нова опрема и кадар е оспособена и молекуларната лабораторија за тестирање на пациентите за COVID-19. Во знак на поддршка на општината и на болницата, во меѓувреме се примени нови 12 општи лекари и 10 медицински сестри, кои се исклучително значајни во целата оваа ситуација. Во последните неколку години повеќе од 100 луѓе се ново примени во здравствените институции во општина Прилеп. Особено значајни се сите останати активности на општината за постојано алармирање на граѓаните да се придржуваат до рестриктивните мерки и до мерките за лична заштита. За поздравување и одлуката на општината да го редуцира бројот на автобусите на јавниот превоз, како и поставувањето на ковид штандовите за влезовите на градскиот пазар со средства за дезинфекција и како пунктови за контрола на кои се проверува носењето заштитни маски. Вчера, како што знаете, во земјата пристигнаа и првите 20.000 дози од вакцината Спутник како прва количина од вкупно 40.000 дози од двете компоненти на оваа вакцина. И заедно со претходно пристигнатите вакцини веќе располагаме со повеќе од 78.000 дози. Го овозможуваме со тоа целосниот континуитет на веќе почнатиот процес на имунизација, како и побрз почеток вклучување на повеќе лица од најкритичните групи наши граѓани согласно нашиот национален план за имунизација. И денеска сакам да искористам приликата да ги охрабрам граѓаните масовно да ја следат постапката за вакцинација и да бидат во контакт со своите матични лекари за да го осигураат својот термин за вакцинација. Вакцините се здрави, проверени, меѓународно тестирани и граѓаните ќе ги примаат оние вакцини кои одговараат на нивната старосна група и на нивната здравствена состојба. Колку побрзо заврши процесот на имунизација, толку побрзо ќе заврши оваа борба со овој невидлив непријател, пандемијата од COVID-19. И ќе завршам со изразување респект и посебна почит уште еднаш за сите наши лекари, за медицинските сестри, за болничарите, за целиот здравствен персонал, за тоа што го прават и еве и при оваа кулминација на третиот бран од постојната пандемија. Верувам градот Херој, својот народ херојски овде во Прилеп, исто така херојски ќе успее да се избори и со овој невидлив непријател, затоа што покрај лечењето со соодветните третмани кои што ги даваат нашите лекари со пандемијата, важна е храброста, важна е оптимизмот на сите пациенти, важен е позитивниот однос и важна е позитивната атмосфера од сите нас, затоа што и тоа е дел од лекот, барем како што ми го кажа голем дел од лекарите. Заедно сме сите тука, здружени и верувам дека ќе ја победиме и ова трето ниво на пандемијата која што е присутно во државата. Благодарам.